Во оваа емисија на Агенда 35 зборуваме за една многу важна тема – политичката култура. Како комуницираат партиите меѓу себе и со граѓаните? Каква култура на говор промовираат медиумите? Дали младите луѓе во партиите имаат простор за да ги искажат своите ставови и да се борат за своето различно мислење? Останете со нас. Лицемерието на ВМРО-ДПМНЕ по кој знае кој пат повторно се покажува на дело. Обструира, кочија и никаде ги немаше. Со Ковачевски и Ахмети наместо во ЕУ, Македонија отиде во друштво со Суринам, Индија и со Тунис. Тоа е така затоа што криминалот и корупцијата станаа заштитен знак. Ваква е вообичаената слика за политичките партии која сме навикнати да ја гледаме секојдневно во медиумите. Пинг-понг на постојани обвинувања преку пресконференции, соопштенија и контрасоопштенија за тоа кои се полоши, покорумпирани и во кој блок има повеќе криминалци. Меѓутоа, надвор од оваа црна рамка, побаравме млади партиски активисти од кои сакавме да слушнеме каква е нивната визија за оваа држава. Настрана идеолошките разлики, навистина најдовме млади политичари чии размислувања и ставови многу често излегуваат надвор од партиските пранги. Александар Саша Димитриевик е млад партиски активист во СДСМ, актуелен советник во општина Газибаба. Бојан Никовски пак, по убедување десничар и младински активист во најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМНЕ. Разговарајќи со овие двајца млади луѓе на исти теми одделно, дојдовме до изненадувачки позитивен заклучок дека тие се всушност повеќе слични отколку различни кога станува збор за клучните општествени прашања во државата. Како млади луѓе што живеат овде и засега очигледно му одолеваат на трендот на иселување во некој од западните поразвиени општества, прво ги прашавме колку е земјава добро место за живење за еден млад човек. Ако ме прашувате на она најпроста скала да дадам од 1 до 10 за оценката на состојбите на младите во државата, тоа би било некоја оценка 5. Најреално, бидејќи ние партиските кога ги извадиме розовите очила и кога ќе погледнеме реално, таа е сликата колку и ние да сакаме тоа да биде повеќе. Состојбата на младите во општеството, самите млади ние треба да правиме. Ние сме составен дел од општеството и ние во оваа фаза треба веќе да бидеме гласни, да бидеме тие што ќе креираме состојбата во општеството, а не цело време да чекаме некој друг да го направи тоа за нас. Значи ние сме составен дел од општеството и мораме да излеземе од таа комфортна зона дека некој друг треба нешто да ни направи. Ние младите сме тие кои што треба да креираме подобро општество самите за себе. Па сега колку земјава е добро место за живење за млад човек, мислам дека не е можеби целосно правилно прашање, бидејќи прво ние не ја бираме земјата, него бираме општеството во кое се раѓаме. И самото тоа што нешто не поврзува со ова парче земја, нели, генерации наназад, не ни дава можност, не ни дава слобода ние само да толкуваме и само да констатираме што не е во ред во моментов со ситуацијата во Македонија. Мислам дека многу поважно што треба да гледаме е како ние самите можеме да ја подобриме ситуацијата, како ние самите можеме да дадеме еден придонес во тоа Македонија да стане едно поубаво место за живење и да создадеме услови во кои младите ќе може да просперираат, ќе може да го тераат својот живот како што треба. Каква е состојбата сега со младите во Македонија? Тука можеме да почнеме прво од општествената сфера, како според мене најважна со цел да се поттикнат овие промени за кои зборував, а тоа е дека постои едно повисоко ниво на апатичност кај младите. Гледаме дека 60, 70, 80% од младите би се одселили и сакаат да се одселат од Македонија доколку имаат шанса за тоа. Така што сметам дека токму овој проактивен пристап би требало да се преземе и во општествената сфера, односно сите ние да сватиме дека самите треба да ја направиме оваа промена. Меѓутоа, чекајќи ги промените предолго, голем дел од младите луѓе веќе се надвор од земјава. Статистиките за иселување се немилосрдни, па според податоците на Евростат, вкупно 460.000 луѓе во последните 10 години со документи веќе станале граѓани на некоја европска држава пред државата воопшто да ги почне преговорите со ЕУ. Има две фази. Едната фаза е тие што мора да одат, и едната фаза е тие што сакаат да одат во странство. Тие што сакаат да одат во странство од аспект на напредок во кариера за да се дообразуваат, тоа не треба многу да не загрижува, треба да не загрижува што во последно време многу млади одат од што мораат да одат во странство. И главните причини се според мене, според моето видување во досегашно и според моите врсници со сите што разговарам, немањето на систем, големата корупција и партизација на општеството. И на тоа сите млади и сите ние како млади политичари, млади чинители во општество мораме да работиме, бидејќи тоа е нешто што ги одвраќа младите да останат тука и тука да почнат да креираат нешто, бидејќи знаете како во што и да влезете, доколку знаете дека
нивото на корупција е големо. Доколку знаете дека немате систем и не е сигурно тоа што ќе почне да го работи, тоа ве мотивира да го гледате излезот недека надвор и мораме веќе да го заборавиме на анекдота дека во Македонија има два излези, едниот на аеродромот во Охрид, едниот во Скопје, че тоа мораме веќе да го заборавиме бидејќи сме доведени во ситуација бројките кои што ви ги кажувате се реални бројки и страшно е што голем дел од тие бројки се луѓе кои што се во првата категорија дека морале да заминат негде, не дека сакале за некоја усовршување, за напредок во кариера, за нешто што е од тој тип. Гледаме дека не само што сакаат да се одселат, но туку и како главни причини за одселувањето младите луѓе ги наведуваат прво непотизмот и корупцијата кои постојат, бидејќи дури некој да сака да цели кон кариера во државната администрација или во некоја јавна сфера, гледа дека тоа не е возможно без оние врски традиционални што постојат нели во нашите општества. Понатаму можеме да заклучиме дека имаме едно лошо образование, поточно високото образование, и затоа многу млади луѓе, барем моите пријатели и моите врсници, се одселуваат во потрага по подобри услови за студирање, а потоа и за продолжување на професионалната кариера, каде што ќе ги стекнат потребните вештини. Но она што јас највеќе би рекол дека е број еден проблем, бидејќи ние немаме само одлив на мозоци, она што се вели за одселување за подобри образовни услови, туку имаме и одселување на работоспособно население. Односно луѓе кои сакаат да работат, кои сакаат да се осамосталат од своите родители, кои сакаат не само од родителите, туку да се осамосталат и од целата држава, да не зависат од никого. Тие напуштаат државата бидејќи овде нема доволно работни места. Имаме недостаток на перспективи, не може на толку лесен начин да се започне бизнис, немаме мотивација да започнеме нешто сопствено и свое. Така што сметам дека треба да обрнеме внимание овде, треба да создадеме една бизнис клима, треба да создадеме економски услови каде што секој млад човек би заклучил дека самиот може да направи нешто што е вредно, сега во ова време на технолошки напредок, на глобализација, дека може да се заработува и од Македонија, дека може да се има солиден, добро платен живот и во Македонија, така што сите заедно велам ќе придонесеме за да се подобри оваа состојба. И Александар и Бојан целиот образовен процес го поминале овде во земјава. Па оттука и прашањето од прва рака да слушнеме кои се најголемите причини поради кои што од училишните клупи излегуваат полуписмени деца, факт што го докажува PISA тестирањето, а универзитетите воопшто не се рангирани на Шангајската листа меѓу најдобрите. Видете, според мене неколку работи кои што треба во образованието да се поправат, треба системски да почне таму да се работи. Во целиот мој образовен процес ние бевме сведоци на експериментирање во образованието. Образованието според мене е сфера во која што не смее да има импровизација. Значи, најмалце, бидејќи нели знаеме дека е основен столб на една држава образованието, и најмалце каде што треба да има импровизација, тоа е образованието. Ние сме сведоци дека наназад 20 или 30 години имаме низа на неуспешни проекти во образованието, како доаѓала нова гарнитура на власт, дали тоа бил министер за образование, дали тоа била цела владеачка структура, сме смислувале нови проекти, но сме копирале нови проекти кои што се на некој начин неприменливи за нашиот систем, за нашиот менталитет и за нашето образование. Најпрво треба да видиме да се направи одреден систем во образованието каде што ќе нема импровизација и каде што одредени работи ќе имаат природен тек и понатака. Во делот на образовниот процес нешто што според мене е голема фалинка е немањето на практични знаења и практични вештини. Многу од младите завршуваат кај нас, затоа викаат имаме одлични млади кои што имаат одлично познавање од теорија, но во делот на праксата не е таква ситуација и мислам дека прво нешто што мораме да направиме е стекнување на оние скилс кои што се независно во кој дел на образованието, дали тоа било средно образование, дали било високо образование, дали било некоја виша школа, ние произведуваме кадри кои што подоцна се нефункционални од кои ќе го завршат образовниот процес. Еден од главните проблеми е тоа што нашето образование е премногу статично и не е воопшто флексибилно. Значи ние имаме еден систем кој датира може 30, може 50 години наназад, каде што ние одиме во основно училиште, одиме во средно училиште, одиме и на факултет само за да научиме некое теоретско знаење, да го примениме кај себе за надеж дека потоа со таа диплома ќе успееме да си најдеме сигурно работно место, дали во државна администрација или во некоја институција, без при тоа да имаме премногу перспективи. Сметам дека образованието најпрво треба да почне да се менува во тоа да се нуди повеќе практична настава. Јас како студент на политички студии на правниот факултет, иако можам да кажам многу позитивни работи, бидејќи сум стекнал огромно искуство, огромни знаења, ние сепак не сме имале никаква практична работа и искуството кое го добиваме во институции на работни места е многу повредно од целата факултетска диплома. Она што дополнително би го издвоил е дека нашите генерации, по-конкретно моите врсници со кои зборувам, се повеќе и повеќе се гласни оние идеи дека
дали вреди воопшто да се оди на факултет и дали е подобро тие 4 години, 5-6 години, колку и да се искористат за собирање на практично знаење, за завршување на одредени курсови, усовршување во одредени професии на иднината и слично. Така што, кога веќе имаме државен универзитет рангиран на меѓу последните на Шангајската листа, мислам дека треба прво да гледаме кон тие алтернативни начини за лично усовршување, а потоа и, како што веќе напоменав, преку општествениот активизам, преку политичкиот активизам и секаков поинаков, да се активираме малку да го поправиме целокупната состојба во образованието. Очигледно е дека двајцата млади политичари делат исти општествени вредности, но главното прашање што се наметнува е колку нивниот глас се слуша внатре во партиите и колку допира до политичарите кои носат одлуки. Дефинитивно, секогаш треба да идеме со девизата дека може подобро. Ако ме прашувате дали со тек на години е зголемена внатрепартиската демократија, тоа сигурно одговорот ќе ви кажам дека е да. Дали може подобро од ова? Може сигурно подобро од ова. И мораме секогаш како млади да се стремиме да биде и подобро. Во делот на внатрепартиска демократија, според мене, зависи од тоа колку одредена структура, која што е во моментот раководство младинско, ќе се избори самата да биде нејзиниот глас слушнат. Доколку ние имаме раководство на младина независно во која политичка партија, која што е поповлечено и помалце се бори за младите, таков ќе биде фидбекот и да речем од сениорите во таа партија. Значи, гласот на младите ќе се слуша онолку колку што они ќе бидат гласни, онолку колку што ќе се борат за своите права, да не влезат во комфортна зона во која што ќе бидат задоволени одредени потреби на поединци и подоцна се заборави таа некоја широка слика која што треба да се исполни, треба да исполнат младите. Конкретно, ако ме прашувате во Социјалдемократскиот сојуз во однос на социјалдемократската младина, мислам дека сме на едно завидно ниво за македонски услови на внатрепартиска демократија и на слушање на гласот на младите во моментов. Иако сме голема политичка младина, процентот на млади луѓе кои се вртат кон партиите е се помал и помал. Сега ние треба да ја смениме таа слика и можам да заклучам дека има една многу позитивна промена во однос на тоа. Повеќе млади луѓе се активираат во нашата партија. Повеќе гласот може да се слушне како кај возрастните политичари, така и преку овие локални младински совети што се случуваат на локално ниво. Така што дали има внатрепартиска демократија, велам дека состојбата не е идеална, секогаш може подобро, но сепак гледаме еден позитивен тренд, една позитивна промена каде што преку различни органи, преку различни комисии на партиите, преку различни иницијативи, предлози и преку овие странски меѓународни домашни организации кои действуваат преку граѓанскиот сектор, можеме да поднесеме иницијативи, можеме да поднесеме значајни чекори да преземеме со цел да се видат овие промени кои сакаме да ги видиме. На половина од разговорот со двајцата млади политичари, активисти во двете најголеми спротивставени партии, веќе беше јасно дека размислуваат речиси идентично, но сосема различно од вообичаената дневна партиска реторика која дополнително ги поларизира граѓаните. Ги прашавме Бојан и Александар дали и колку им пречи тоа. Дури на мене како член на партија, каде што секојдневно учествувам во следење на целата политичка состојба, ги следам сите соопштенија и од едните и од другите партии, бидејќи не мора да видиме во текстот сите промени со сите случувања. Сметам дека ова е една многу негативна слика која влијае негативно не само кај мене, туку и кај многу пошироката јавност, особено оние кои не се занимаваат секојдневно со политиката и на толку професионален начин. Сега, она што би го напоменал и често што го спомнуваме дека политиката како и пазарот функционира на една понуда и една побарувачка. И сега доколку партиите во минатото со овие претходни генерации, со повозрастните генерации имаат видено дека функционира таа црна, таа негативна кампања, дека можеме да создадеме една негативна слика и негативна перцепција за некоја друга политичка опција со цел ние да придобиеме, дали со тоа што они ќе изгубат или ние ќе добиеме без разлика. Сметам дека оваа генерацијска промена за која зборувам ќе донесе промени и во тој аспект, бидејќи не можеме ние целиот политички активизам, цело наше политичко действување да го фокусираме врз тоа да го оцрниме нашиот противник, туку треба да биде арена каде што ќе се бориме за идеи, каде што ќе разменуваме мислења, каде што ќе можеме да понудиме на граѓаните нешто што би било вредно за кое тие ќе гласаат за, а не да гласаат против. Видете, на секој млад човек нормално е да му пречи, бидејќи во ова море на фейк ньюс секојдневно гледаме обвинувања само од едната или од другата страна и правдање. Едната страна ако обвинува, другата се правда. Јас се соочувам со многу мои другари, викаат дома не пуштаме уопште македонски канали телевизија, само спорт пуштаме, и кој ги праша човек зашо секој ден сте само на телевизија и се препокувате едни со други. Мислам дека на секого му пречи, мораме да излеземе од тие партиски ровови и мораме да најдеме точки кои што не спојуваат.
Пред се тука мислам има толку многу работи кои што може да ги најдеме да не спојат. Цело време треба да наоѓаме нови теми за кои што ќе имаме одреден консензус. Дали тоа било во делот на животна средина, во загаден воздух, ние од Скопје имаме секоја година проблем со загадениот воздух и секоја година ние сме сведоци на препукување од едната и другата страна кој е виновен за тоа. Ние секогаш ќе бараме точки што не спојуваат и цело време ќе наоѓаме нови теми за кои што ќе има интерес заедно да ги работиме, ние никогаш нема да дојдеме до точките што не одвојуваат. Тоа што цело време ќе има нешто кое што ќе биде од интерес, од општествен, од јавен интерес, за да ги решаваме како проблеми. Кога ќе го решиме проблемот или кога ќе влеземе во некои црвени линии со проблемот, на пример со воздухот, ќе најдеме нова тема, ќе дојде на ред образованието што го разговаравме, ќе дојдат многу општествени теми за кои што можеме да разговараме и кои што може не спојат. Дајте да видиме кои теми не спојуваат, па кога ги исцрпиме сите теми што не спојуваат, да ги најдеме темите што може да не раздвојуваат, бидејќи ние лесно ќе најдеме тема за која што нема да се согласиме и која што не раздвојува. Овие двајца млади луѓе веќе наоѓаат точки кои може да ги обединат во име на јавниот интерес, додека пратениците и функционерите од нивните матични партии консензус постигнуваат само кога е во прашање партискиот интерес. Секако дека може да се најде и секако дека веќе се наоѓаат такви точки во кои може заеднички да се соработува, но тука би сакал да нагласам дека самата поделба на левица, на десница, на идеолошки партии мислам дека е многу позитивна за едно општество. Бидејќи ние наместо да се поларизираме на дневно политички прашања, ние би требале да се поларизираме како треба да се реши проблемот со студентските домови, како треба да се подобри образованието. А секако јас како десничар и некој како левичар би имал многу различни погледи како тоа треба да се случи. Сметам дека токму оваа размена на идеи, токму конкуренцијата која постои помеѓу младите политичари може да изроди со плод, бидејќи само ефикасна конкуренција, само слободна конкуренција дава резултати, дава плод. Така што верувам, повторно ќе кажам дека оваа ситуација многу ќе се подобри со оваа позитивна промена на генерациите. Заеднички точки можеме да најдеме каде што би соработувале, но сепак би требале многу повеќе да обрнеме внимание на тоа. Ние да го искажуваме нашиот став, останатите да го искажуваат својот став и потоа од таа една поширока дебата, сеопфатна дебата, би можеле да изнесеме еден заеднички став, да изнесеме една заедничка опција со која ќе имплементираме таа промена. Прво мораме да сватиме дека политичкиот противник не ни е политички непријател или не ни е воопшто непријател. Некој за да ти биде непријател треба да ти има нешто лошо направено. А во делот на политички противник ние можеме да разменуваме разни идеи. Можеме да имаме разни решенија за тие предлози кои што ги имаме и за тие проблеми. Но на крај на ден треба тоа да се реши. Сега доколку ме прашувате дали мислам дека е изводливо ние да најдеме некој НЗС со политичките противници, не непријатели, мислам дека може, дека политичката гарнитура која што следува и која што треба да дојде и да раководи со партиите за одредени години, мислам дека мора веќе трендовите се движат натака, бидејќи луѓето повеќе не сакаат да гледаат политичари кои што ги наоѓаат само точките на разединување. Сакаат да гледаат политичари кои што ќе ги најдат точките што ќе ги спојат. И мислам дека самото општество по природен пат ќе направи самиот систем да проба да се спои, да пробаат да излезат политичари кои што ќе најдат одредени точки кои што ги спојуваат. Ние идеолошки можеме да имаме разлики, но тоа ништо не менува во тоа каков воздух дишеме јас и вие, во какво образование, низ каков образовен процес повинуваме, какво здравство имаме. Тоа ништо не менува од аспект на тоа. Така да, општествените прашања за кои што мора да има консензус, за кои што мора да има црвени линии, мора да бидат прашања кои што и двете партии, политичарите и од едната и од другата партија ќе имаат ист став како таа работа треба да се реши. Овие млади политичари очигледно можат да им држат лекции дури и на повозрастните, а нивните размислувања несомнено влеваат надеж во време кога ситуацијата во земјава делува безнадежно. Сега добар ден, благодарам што сте дел од нашата емисија. Благодарам за вашата љубезна покана, драго ми да бидам со вас. Мислам дека денес ќе отвориме на исклучително важна тема, што не е многу застапена во медиумите, барем не на ваков начин, а тоа е политичката култура. Како ја цените политичката култура кај нас? Едно поопшто прашање за почеток. Видете, јас можам вака некои референтни извори да наведам. Пред 10 дена Економист излезе со едно истражување во кое што наведе дека Македонија е на 72 место според индексот на демократија. Тоа е еден сложен, како да кажам, процес на
пресметување на некои индикатори, но во него беше констатирано дека еден од најслабите делови или области е политичката култура во Македонија. Таа имаше најниска оцена. Во таа смисла може да каже дека навистина ни фали многу работа на тоа поле. Кои сегменти се опфаќа политичката култура? Што се подразбира под политичка култура? Под политичка култура, значи покрај политичката комуникација, се подразбираат некои основни вредности кои што се важни за развојот на демократските општества. Тоа е на пример почитување на законите, на правото, почитување на правата на поединецот. Значи еден вид на толеранција, политички диалог во општеството, можност, независност на различни сектори од општеството и така натаму. Значи тоа е една сложена област, нели не случајно се вели Рим не бил изграден за еден ден. Така и демократското општество се гради со децени и децени. Проблемот е ако ние продолжиме со ова темпо и динамика и ова стеснетост на демократски развој само на закони, на некакви стратегии, нема да ги подобриме состојбите. Сакам да кажам дека постои изворедно голем простор да ги подобруваме работите во сферата на политичката култура. Многу е важно да не дозволиме политичките партии или другите политички субјекти па институциите да имаат некаков монопол врз политичката сфера или политичкото општество како такво. Дека и ние како граѓаните мора да активно да учествуваме во развој на таа политичка култура. И со нашата ангажираност, мобилизираност, заинтересираност, нашиот демократски легитимен притисок врз институции, врз политички партии, врз граѓанскиот сектор и други. Значи, тоа е сложен овака еден процес во кој што треба повеќе да се посветуваме. Ние сме се уште во некој процес на трансформација, да не кажам таа транзиција, се надевам дека се барем малку излезени од неја, но потребна е и промена на свеста, во смисла дека политичката култура зависи од сите нас, не само од партиите, не само од политичари. Како вака еден сложен сегмент споменавте две нешта кои што сакам да ги поразговараме подетално. Тоа е политичкиот диалог и комуникацијата. Политичкиот диалог, кога зборуваме, како оцените дека партиите комуницираат меѓусебно? Баш неодамна гледав дебата од македонскиот парламент некаде до 90-тите. Морам да кажам дека впечатокот е дека во тоа време репликите, контрарепликите, самите разговори во собранието биле на едно многу повисоко ниво и полни со суштина на некој начин. Сега како да одиме наназад на тоа поле? Тоа е точно, Катерина, јас може да како истражуваш можам да го потврдам дека во 90-тите се уште се негуваше еден вид на политичка култура каде што имаше да речеме висок стил на комуникација, особено во јавната комуникација. Се разбира секогаш има разговорен, колоквијален стил, разни функционални стилови, не знам, јазикот во медицината, јазикот во биологијата и така натаму, и се имаше една традиција на почитување кога човек ќе застане пред камера и ќе се обрати јавно да користи свој виден повисок, посвечен стил, поуважувачки стил кон слушателот. Тоа за жал кај нас се поблаговоден наратив на И сега малку е жално. Јас не сум еден од оние нихилисти кои што вели се е црна, се. Имаме и ние се уште изворедни примери на луѓе кои што го негуваат тоа и во новинарството, но за жал доминира, тој процес на врушување, на намалување на тие стандарди, на таа тривиализација, колоквиализација. Сега е вообичаено човек дури и пожелно да напише некаков скандалозен статус на Facebook и така и да се обреке пред новинарите или пред медиумите или на некоја говорница, јавна говорница. Тој политички популизам на некој начин оди рака под рака со медиумскиот популизам. Апсолутно, значи и медиумите даваат простор на таков тип на политичари, функционери. Како ги цените дебатите кои што ги имаме, нели? Долго време жалевте што немаме дебати. Тоа сакам да кажам. Има наплив. Вака, школски кажам, политичкиот диалог е еден многу едноставен алгоритам како треба да функционира во демократско општество. Значи ви имате власт, имате опозиција, да речеме. Власта има своји политики, носи своји закони, презема одговорност и тоа мора да ги информира граѓаните за тоа што го прави, како ги решава нивните проблеми. Опозицијата треба да биде коректив, така? И сега како го прави тоа? Низ политички диалог. Не е возможно опозицијата да биде коректив само со блокирање на улици или не знам си протести и така натаму. Мора да се овозможи тој комуникацијски канал. Политички диалог е основен метод, значи начин на кој што функционира критичкиот дел, здравиот критички дел од општеството. Ние за жал тоа го немаме или можам да кажам го немаме во доволна мера.
Дали опозицијата не нуди доволно конструктивна критика или пак вас те гува за добри предлози кои Од што ви двете дошли? страни е одговорност. Не можеме да изолираме една страна и одговорност во сите комбинации на власт и опозиција. Значи, власт ако ги представува своите политики, ако ги брани своите политики, ги информира граѓаните и јавноста кои се тие политики, што презема да ги решава нивните проблеми, легитимно е опозицијата да адресира критики. И сега власта треба од тие критики здраво, разумски, рационално во рамките на своите надлежности и одговорности да каже: добро, овие работи се во ред, ќе ги прифатиме, овие не можеме да ги прифатиме, и да објасни зошто не ги прифаќате и прифаќате. Се чини дека не може да најдат заеднички јазик за жал едно не. прашање важно за граѓаните, но од друга страна ако имате закон или било што треба да се донесе во нивен интерес, например закон за финансирање на политички партии, консензус има. Магично. Да, ете, за жал тоа кога интересите им се поклопуваат, наоѓаат некој заеднички јазик. Политичкиот диалог е важен затоа што овозможува значи размена на критички ставови и полесно решавање на проблемите. Значи, ако граѓаните гледаат дека низ јавна дебата, низ политичка комуникација на главните политички субјекти се решават проблемите, тогаш и општеството низ тој политички диалог се интегрира. И интегрирајќи се, значи имаме пофункционално општество. Клучна работа за секоја власт не е откако ќе го освои мандатот да каже сега не интересираат овие наши негласачи, туку ќе работиме за нашите гласачи, нашето гласачко. Не, тоа е погрешно. Така не може да функционира плуралистичко демократско општество. Затоа политичката комуникација е важна и затоа оние кои што се критички или опозицијски настроени треба да се чувствуваат дека се дел од општеството, дека нивните поплаки, идеи и критики се абсорбираат во институциите на системот. И затоа тој мосте обртат. Кога нема политички диалог, тога настанува значи спротивноста од тој процес, значи политички дивергенција или конфликт. И тогаш наместо интегрирано имаме дезинтегрирано општество, наместо функционални институции имаме нефункционални институции и така тоа се разгранува низ сите пори на општеството. Ова е многу важно што го споменавте, како секој се обраќа на своето партиско дрво, да речем, и нема никаква комуникација меѓу себе. Колку медиумите помагаат на оваа состојба, промовирајќи се порадикални изблици на говор, порадикална форма на комуникација. Се чини дека јас разбирам дека во новото време се носи своји предизвици од медиумски аспект, нели, борба за кликови, за гледаност и така натаму, меѓутоа каде сензационализмот треба да заврши за да се обезбеди едно вистинско информирање на граѓаните? Да, констатацијата ви е на место. Многу често се случува носители на институции, државни, јавни институции да држат говори кои што се всушност насочени кон нивните партиски целни групи. Дури имате министри, не знам, директори на агенции, секакви јавни функционери и од оваа гарнитура и од предходните наназад неколкократно да држат партиски говори од позиција на институции, да. И всушност своите говори ги конципираат така да удоволат на своето гласачко дело. Тоа не е во ред. И во таа смисла разграничувањето помеѓу партиската комуникација и институционалната, јавната државна комуникација е многу важно. Имаме често ние Тоа многу тешко не оди. Многу тешко се оди. Видете, значи има да речеме политичка партија ќе одржи пресконференција и сега некој јавен функционер кој што е министер или директор во име на сите граѓани, тој сега политички ја напаѓа партијата и обвина. Вие па во ваше време вие вака правите, тој функционер вака правеше, не знам што. Што добиваат граѓаните од ова безобразно меѓусебно обвинување? Добиваат едно реалити шоу, нема функционална политичка комуникација, нема политички диалог, барем некој пристоен каде што ќе се вклучуваат мислењата, ставовите, корекциите, критиките на оние кои што тоа не мора да биде само позицијата, се разбира, тука е граѓанскиот сектор. Секој од нас е се чини дека многу малку зборуваме како проблемите да се решат. Цело време детектираме проблеми, кажуваме што ни е маката, но ретко и во јавните настапи, во дебатите зборуваме за како заеднички да решиме некој проблем. Јас кажав дека некако се трепелкаме низ оваа транзиција, низ оваа посттранзиција би рекол, и за да смениме нешто драстично, за жал некогаш не се доволни реформи. Значи ние малку сме обседнати со тој краткорочен или нешто да се направи во рамки на 4 години. Ретко дури кој министер добива пол мандат од 4 министри да сработи нешто. Динамиката на политичките процеси е многу сложена. Партиските политички интереси во коалициите се менуваат, така што еве сега да направите некоја статистика, можеби на една рака, на прси од едната рака најдете министри кои стерале 4 години
мада. Сакам да кажам дека тој притисок е тежок, за некои работи на висина треба време. Го немаме тој институционален континуитет, каде што за да се сменат некои работи, на вистина треба време. Мора да признам дека во секторот на образованието е особено видливо. Значи, за да ние смениме нешто длабенски, драстично или значително, квалитативно, мора од утре да почнеме да работиме за да добиеме резултати по 4 години, да речеме, да си поставиме цел за по 10 години и сите министри да ја следат таа цел. Поентата ми беше не е доволна реформа. Реформа значи преобликување. Значи да земете пластилин и реформирате. Некогаш треба и целосна реконструкција. Нешто да ставиме настрана и да го поставиме на здрав темел. Значи, тој институционален капацитет ни недостасува. Ни недостасува подобар придонес од образованието. Јас признам, јас сум во тој сектор, но образованието треба да се реформира по-храбро во смисла да ни дава млади луѓе, млади кадри кои што не само да имаат некакви знања, туку да практично да имаат вештини да се справуваат со предизвиците на своето општество во областите во кои што се ангажирани. Споменавме парламентот и таа меѓупартиска дебата која што во законодавниот дом се одвива е многу важна. Дали може би ова е една од клучните забелешки или клучните проблеми образованието? Кадровските решенија низ партиите, луѓето кои што се кандидираат за пратеник, дали индивидуалните особености нивни се можеби проблемот? Проблемите за овој дел, за ова прашање почнуваат и завршуваат со политичките партии. Нам освен реформи и развој на институциите на општество ни треба значителна реформа на самите политички партии, бидејќи тие се алфа и омега на политички процеси. Не е дека тие се единствен фактор за општествениот развој, но од нив мора да почне. Значи има проблем со тие општествени елити или партиски политички елити кои што не доволно ја прифаќаат својата одговорност да бидат добар пример. Значи тие се спуштаат на некој ниво, во времето на таа партија правеа вака, па сега ние може да правиме исто така лошо. И тоа се подолу практично. Значи некако иде на негативна селекција, се бират наместо квалитетни, послушни кадри. Важна е таа дисциплина. Вие ако имате 5 кандидати за некоја важна општествена позиција, политичките лидери ќе изберат оние во кои што имаат доверба или им се послушни. А не најдобриот. Да, ние имавме неколку примери со градоначалниците кои што одбија во наводници послушност кон партиската база и сега која е лекцијата за политички партии? Никогаш повеќе нема да ставиме некој интелектуалец, некој квалитетен, туку ќе ставиме некој на кого што може да сметаме дека се што ќе ние побараме од него, да. Сакам да кажам дека таа некоја нормална природна политичка борба на сопоставување на ставови се толкова така како да е тоа загрозување на живот или смрт. Да. И сега тоа ги охрабрува или ги и во нивната свест оправдува да бират послушни кадри на сите позиции. Сакам да кажам, ни недостасува поголема зрелост, ние велиме политички елити, тие треба да го заслужат тој статус на висина, да се однесуваат лидерски, да поднесат одговорност, да подметат грб, да ги стерат некои процеси, секој време си бара свој херој. Некогаш тоа било вооружена борба за слобода, денес тоа е вака да кажам една борба за промена на политичката култура, на општеството, на вредностите. Да. Проблемот е што политичките партии ретко кој од нив верува во системот, кој што тие самите треба да го водат и да го реформираат. Тука мислам дека е суштинскиот проблем. Дека тие не веруваат суштински во демократијата, не веруваат во индивидуалните права, не веруваат, не ги реформираат своите партии во смисла да има политичка дебата. Самите не се демократи, веројатно, за да може Апсолутно, да... значи од таму, ние велиме не може лава да заведе демократија во шумот. Мора и тие, и на тие нивни избори за партиски лидерства. Ти гледаме дека се полуражирани, се воат еден кандидат, некогаш формално вториот ќе се јави след. Значи во таа смисла потребно ни е општествено лидерство од некои сектори, особено во политичката сфера, во економската сфера, во образовната сфера, во културната сфера, кои што ќе укажат пат. Но се чини дека граѓаните не се би рекла наивни, добро ги забележуваат овие нешта за кои што зборуваме и за тоа сведочи многу нискиот степен на политичка ангажираност. Се помалку луѓе гласаат, локалните избори во Тетово 1/3 само од граѓаните во избирачкиот список излегува на гласање. Оваа апатија колку е опасна за демократијата и колку Тоа е многу опасна затоа што видите двете логики според кои да речеме независниот гласач се води е дека тој ако гласа против некоја власт ќе ја тргне од власт, ќе ја без власт и дека ја завршил работата. Што потоа? Тоа не е во ред, тоа е негативна селекција, Катарина, бидејќи важно е кој ќе дојде после таа власт.
Мислам Значи, дека таа мора да лекција бираме за некого кој што лекција го може ја бива. научивме веќе. Да. И ние вртиме, сега ќе ги казнеме на избори, Да, да. супер, сме завршиле работа како граѓани. Не, значи во таа смисла не е доволно, мора ние како граѓани да кажеме дека казнување на власта не е доволно. Мора на власт да променува луѓе кои што ја заслужуваат позицијата. Според своето портфолио, искуство, етички кредибилитет, доверба кај граѓаните и така натаму. Значи во таа смисла таа е важна лекција која што никако да ја научиме, да ја совладаме, да ја покажеме во дело. И другата е дека ние како граѓани, ако тие што треба да го водат системот, ако не водат грижа за него, ние треба да се пасивизираме. Пасивизацијата значи намалување на корпусот на гласачкото тело кој што политички партии полесно ќе го контролираат. Значи им се намалува тој корпус и они секогаш од 50 ќе стигнат на 40 Така е. излазност. Ако треба и помалку ќе го стигнат. Не им е важен Да. легитимитетот, а на Сакам да крај кажам, се ништо не губат легитимизира. практично партиите. Апсолутно. Им иде во долгорочна смисла во прилог да се намалува луѓето, граѓаните кои што се загубат на избори, бидејќи им се намалува корпусот кој што тие можат некако да го искорумпираат, да го исконтролираат, да го убедат. И во таа смисла тоа е негативен процес и тоа е лош за нас како граѓани. Мора да се зголемува, да се сврти, значи клатното кон тоа да идеме се повеќе на избори. Не само да казнуваме, туку да даваме глас за луѓе кои што заслужуваат позиции. И дали е тоа општински советник, дали е тоа пратеник, се едно. Тук ни системот мора да се филтрира квалитет. Последното прашање ми е за Да. медиумите како важна алка од целиот овој Секако, процес. можеби најважна, да. Можеби најважна. Како медиумите да ги вратиме на една од нивните базични функции, а тоа не е само информирање, туку Да. и култивирање на Да, јавниот. Катерина, вие кога говорење. кажавте 90-тите кои имавме една подобра политичка култура и политичка комуникација, тогаш се почесто се спомнуваат термините, веројатно и вие се сеќавате, четврта власт, седма сила, нели? Сега тоа никој не го спомнува. Не. И сега, овие некои вербални инциденти кои се случуваат помеѓу новинарите и јавните службеници на пресконференција не се случајни, бидејќи носителите на јавните функции ни своите одели за односи со јавност, внимателно подготвени говори, сметаат дека тука новинарите треба да излезат да бидат како некои записничари, да го пренесат тоа до јавноста и да биде Најдобра тоа- слика Да, да им фатат. како да е тоа некој пиар И идеја тоа кој да, што да. треба така да се изрекламира, да се прши во јавноста. Не. Значи медиумите имаат таа клучна улога да во името на граѓанинот, во името на почитувањето на вистината, кој што е еден од главните принципи во кодексот на новинарите, почитувањето на вистината, да застане да кажат министре, директоре, не знам, кој да е, председател е, ова не е во ред и ние во името на граѓаните ве прашуваме. Значи, ние како јавност, експертска општа, секаква мора да ги помогнеме медиумите да ја подобрат таа своја позиција. Тие не се никаков декор кој што треба да ги слуша, тоа во теоријата се вика регистрирачко новинарство. Вие практично сте микрофон на министерот. Не. Значи, новинарот е тука кој што треба внимателно да ги восприеми сите информации, да ги сфилтрира, да постави критички прашања, така. Сега, дури во ова време на социјални мрежи, политичарите се навикнати така, ќе објават нешто на своите профили на социјалните мрежи, па чувствуваат дека не им требаат новинарите. Да. Дека тие може директно да им Ја задоволиле транспарентноста Да, како форма. ние што сме е си страшно. кажали, министерот бил, посетил тамо, директорот, лидерот на опозицијата, посетил некое место, не ни треба во наводници филтерот, не. Повеќе од кога и да е, ни треба тој филтер, кој што ќе не заштити, ќе каже некои глупости да не поминуваат директно помеѓу политичките носители на функции и главните политички чинители и економски чинители, да не го поштедиме бизнес секторот, тој е многу важен, кој ще влие на... Значи тие филтри новинарски се уште ни требаат. Многу повеќе сега кога информациите се побројни. И во таа смисла треба повеќе да се дава граѓанска секаква подршка на новинарите, новинарите да се борат пожестоко, да го вратат својот кредибилитет, а да им дадеме уверување дека тие му требаат на секој општество, да ги бранат овие не само некои абстрактни принципи на демократијата, туку еве борба за чист воздух, борба за чиста средина. Тие се на таа прва линија каде што На треба да граѓански покажат некаков важни вид на нешта. отпор или да постават барем непријатно прашање. Сега носителите на јавните функции се шокираат кога ќе добијат непријатно прашање. Боже мој, голема е работа. Тука сте вие да го поднесете тој стрес. Апсолутно. Благодарам многу за интервјуто и за пораките. Се надевам дека соодветно ќе бидат примени таму каде што треба. Благодарам многу, навистина беше мило.
Следната недела поради фудбалот се гледаме во друг термин, 17 часот и 45 минути на првиот програмски канал на јавниот сервис. Останете со нас и со програмите на македонската телевизија.